Уште еднаш е на крајот од оваа комисија која што траеше 10 дена и кој што поминавме околу 200 амандмани. Очигледно е, битно е кој е предлагач на амандманот. Не е битна потребата на граѓаните, колкава корист ќе добие Република Македонија од предложениот амандман и проект, туку битно е кој го предлага амандманот. За ист проект во различни населени места, предложен од пратениците од опозицијата, ниту еден амандман не се прифаќа. Прашувавме кој е критериумот за да се прифати некој амандман, еве на крајот од оваа комисијска расправа во последните минути тоа е очигледно и е факт дека единствен критериум за да биде прифатен некој амандман е кој е предлагач. Со овој амандман бараме да се издвојат одредена сума на пари, 30 милиони денари, за да се отпочне како иницијална капсула, да се изготви физибилити студија. Значи временски е можно во рок од 3 месеци да се направи таа студија и да биде како иницијатор за да се размислува на вистина за конкретно решение изградба на железничка пруга која ќе поминува низ Струмица и ќе се протега до Република Бугарија. Најголем бенефит од тоа ќе имаат земјоделците од овој крај, кои што знаеме дека земјоделските производи на вистина би имале побрз и поефикасен пласман. Но очигледно е владата нема дослух за барањата на граѓаните. Ова е проект кој што од исклучително значење ќе биде за овој струмички регион, но ќе добие и цела држава. Нема да должам повеќе во интерес на колегите. Јавноста гледа, сама ќе преценува кој работи во интерес на граѓаните, а кој со популистички проекти и на кој начин ги изведуваат нивните цели. Ви благодарам. За реплика Катерина Кузмановска. Благодарам.